Отворените врати од официјална Варшава. Над 1 милион украинци преминале во Полска од почетокот на инвазијата, најголем број прифатени од било која друга држава. Хуманитарните поборници во САД бараат од администрацијата на Бајден да им даде имиграциони олеснување на украинците кои се наоѓаат на американска територија. Експерти за јавно мислење. Генерално, од 7 до 9% зголемена поддршка за политиката на САД поврзана со Украина. Типично за време на војна и конфликт. Не пропуштајте, ќе ви кажем. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. За време на денешната пресконференција во Варшава, американската подпредседателка Камала Харис најави над 53 милиони долари нова хуманитарна помош од владата на САД преку Американската агенција за меѓународен развој за поддршка на невините цивили погодени од неиспровоцираната инвазија. Таа порача дека САД продолжуваат да стојат со народот на Украина и ќе работат за помош и спасување животи. Еве ги најновите вести кои се менуваат секој момент поврзани со Украина. Украинскиот министер за надворешни работи Дмитро Кулеба и неговиот руски колега Сергеј Лавров се состанаа во Турција за да бараат дипломатско решение за конфликтот, прва средба на високо ниво откако Москва започна инвазија врз соседот пред 2 недели. Турција со недели бараше улога во посредувањето. Говорејќи на пресконференција, шефот на украинската дипломатија Кулеба рече дека со Лавров не постигнале напредок во посредувањето за 20-часовен прекин на огнот. Неновиот дипломатски обид доаѓа во време на меѓународна осуда за воздушниот напад во средата врз породилиште во украинскиот град Мариупол, во кој украинските власти велат дека загинале најмалку 3 лица. Русија негираше дека целела цивили во Украина, нарекувајќи ги наводите дека бомбардирала породилиште лажни вести. САД се спротивставија на предлогот, истакнувајќи дека зоната за забранети летови, како и намерата за Полска за префрвање борбени авиони од руско производство во американска воздушна база, а оттаму директно во Украина, ефективно ќе ги вовлече САД во директна конфронтација со Русија. Високо американско лице во одбраната изјави дека САД се во разговори со Украина и другите сојузници и партнери да му обезбедат на Киев одбранбено оружје кое не вклучува повеќе капацитети за противвоздушна одбрана. Над 2 милиони лица ја напуштија Украина во соседните држави откако почна руската инвазија, предизвикувајќи ја најголемата бегалска криза во Европа по Втората светска војна. Хенри Ричвел јавува од полско-украинската граница. Прекрасен звук го поздравува морето од бегалци од Украина. Пианист со порака за мир. Моментално одвраќање од мизеријата од руската инвазија. Над 1 милион украинци преминале во Полска од почетокот на инвазијата, најголем број од која било друга држава. И тие во голема мерка се прифатени од европските соседи. Повеќето од луѓето доаѓаат со автобус до приемните центри. Некои од нив имаат роднини или пријатели во Полска каде може да одат. Но многумина немаат каде да одат. Тие се сместуваат во засолништа, како ова, училиште во блискиот град Пшемишел, кое сега целосно е пренаменето за бегалците. Евгенија дошла овде со незините 3 од 4 деца. Мој муж на Украине, его не выпускаат. Сопругот ми е во Украина. На него и на мојот постар син, кој има 18 години, не им дозволија да заминат. Одвоени сме. Волонтери дојдоа и ни понудија каде може да одиме и да работиме. Сакаме да работиме за да не зависиме од некој друг, како и да бидеме корисни за нешто. Директорката на училиштето, Малгожата Зобер, го надгледува засолништето, во кое сега има стотици бегалци. Најгорше се хвиле таки, на прикладот в ноци пријежда транс. Најлошите моменти се кога ноќи ќе пристигнат автобуси со бебиња од 4 или 5 месеци. Многу емотивно и мислам дека секој не може да се справува со тоа. Ние можеме бидејќи сме силни. Се додека имаме сила, ќе помагаме. Од другата страна, Центар за култура е трансформиран во привремено засолниште. Тие имаат донации од локалните жители и бизнеси. Pierw ten taki szok, chcą się wykrzyczeć, chcą głośno powiedzieć. Во прв момент бегалците се шокирани, сакаат да врескаат за онани што поминуваат, потоа полека се смируваат и се навикнуваат на новата реалност што мора да ја прифатат.
Историските врски се длабоки преку оваа граница. Во катедралата на Украинско-грчката црква во Пшемишил се одржа молитвена служба за луѓето од Украина. Таа се пренесуваше во живо низ цела Полска. Многу украински бегалци велат дека се надеваат оти ќе се вратат дома за неколку недели и оти оваа ноќна мора ќе заврши брзо. Но кога ќе ги видат сликите од смрт и уништување во нивната земја, надежта им се замаглува. А додека САД со сојузниците го интензивираат санкционирањето на Владимир Путин и неговите виши соработници, хуманитарните поборници бараат администрацијата на Бајден да им даде имиграциони или олеснување на украинците кои се затечени во САД. Студентот од втора година на коледж Андреј Умански се уште е во состојба на неверување за рускиот напад врз неговата татковина. Се уште е прилично шокантно да гледате како вашата земја е нападната. Умански е украински студент во САД со привремена студентска виза. Вели дека ги следи упатствата за имиграционите прописи за да ги продолжи студиите, но сака да се врати во Украина. Планирам да се вратам во Украина без разлика на исходот. Како и Умански, многу украинци се соочуваат со неизвестност кога би можеле да се вратат дома и колку долго може да останат во Америка. Адвокатите за имиграција и организациите за судско застапување се залагаат САД да ги заштитат украинците од депортација со обезбедување на така наречен привремен заштитен статус. And that is a designation. Тоа е статусот што секретарот за домашна безбедност може да го воспостави за целата земја. Целосна заштита за лицата, ако условите во земјата оневозможуваат безбедно враќање, вклучително и заради вооружен конфликт и други вонредни околности, какви што гледаме во Украина во моментов. Во моментов одлуката е во раце на секретарот на одделот за домашна безбедност. Од одделот изјавија за Гласот на Америка дека ја следат ситуацијата во Украина, но одбија дополнителни коментари. За крај на News Flash, неодамнешните анкети покажуваат дека американците се повеќе го одобруваат начинот на кој претседателот Бајден се справува со руската инвазија на Украина. Поддршка од американците за Украина на неодамнешен собир пред Белата куќа. Навистина е клучно светските лидери да реагираат и да го кренат гласот за она што се случува во Украина. Само да се види ни што поминуваат само за да преживеат е многу мокно. Ова е буквално најмалку што можам да направам. Демократијата е кривка не само во Украина, туку и во целиот свет. И за мене ова е домино ефект. Американците се собраа во други градови, вклучувајќи ги Лос Анџелес и Њујорк. На обраќањето на претседателот Бајден во Конгресот за состојбата на нацијата. Овации од поддршка од демократите и републиканските законодавци за украинската амбасадорка. Како што се разгорува руската инвазија, се зголемува одобрувањето на американците за одговорот на Бајден. Верувам дека Бајден прави се што може. Би сакал да може повеќе, разбирам дека мора да се внимава за да не се ескалира. 43% од американците велат дека го одобруваат одговорот на Бајден кон Русија, споредено со 34% минатата недела според анкетата на Reuters и Ipsos. Across the board we see approximately 7 to 9%. Генерално од 7 до 9% е зголемена поддршката за политиката поврзана со Украина. Ова е многу типично за време на војна и конфликт, ефект на обединетост. Според истата анкета, 58% велат дека е вредно да се плаќа повеќе за бензин како резултат на санкциите против Русија, поведени за одбрана на друга демократска земја. Но некои се против, вклучително и некои следбеници на Доналд Трамп. Поранешниот претседател ја искористи кризата да го нападне Бајден. Проблемот не е во тоа што Путин е паметен, а паметен е, туку вистинскиот проблем е во тоа што нашите лидери се глупави. Се на се, анкетите покажуваат дека американците се за хуманитарна и војна поддршка, но против испраќање американски војници во Украина. Тука крајот на News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации појдете на glassnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.